Согласно член 38 од Статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисија за урбанизам и заштита на животна средина на Советот на општина Битола со единствена точка на дневен ред извештај за реализација на програмата за финансирање на изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола за 2024 година. Констатирам дека имаме кворум, тројца членови од комисијата се присутни и го ставам дневниот ред на гласање. Се согласуваме со дневниот ред? Да, дневниот ред е усвоен. Имаме представник од одделението за донесување и спроведување на урбанистички планови. Го замолувам Кристијан да ни го образложи извештајот. Значи, доставен е предлог извештај за реализација на програмата за финансирање на изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола за 2024 година. Во него, пошто се наведени кои постапки се завршени од програмата за 2024 година, значи имаме една точка број 1, донесуваме урбанистички планови завршени урбанистички плански документации и планско-проектни документации. Имаме 6 завршени постапки за урбанистички проект во нов од на урбанистички план, 1 урбанистички проект со план за парцелација. Постапки кои се во тек, моментално, значи, поради тоа што станува збор за покомплексни постапки во повеќе делови, повеќе фази се изработуваат. Сите од нив, секој од нив се наоѓа во различна фаза на изработка. Ја имаме како бројка за генерални урбанистички вкупно 3, 2 парцијални и една што се донесува генерални урбанистички план на град Битола, за детални 28, за УПВНМ 4 постапки, ЛУПД 4, УПС 1, УПВНОФ од урбанистички план 40 и урбанистички проект со план за парцелација 7. Во точка 3 организирање на јавни презентации и јавни анкети на урбанистички планови и урбанистичко-плански документации. Имаме 3 јавни презентации и јавни анкети организирани. Од делот од точка 4 партиципативно тело одржани 4 состаноци, разгледани повеќе точки во дел на планска програма, дел на нацрт планско решение за урбанистички план. Во точка 5 изменување и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови. Во текот на 2024 вкупно се направени 3 измени на програмата. Во точка 2 додаена е еден детален урбанистички план. Во точка 3 додаено е УПВНМ во нов од на урбанистички план за една постапка. Во точка 6 се додаени урбанистички проекти во нов од на урбанистички план. 10 постапки додаени во програмата и во точка 7 урбанистички проекти со план за парцелација се додавени 2 постапки. Точка 6 Комисија за урбанизам формирана од градоначалник на општина Битола, одржани се вкупно за 2024 24 седници. Во точка 7 Комисија за урбанизам при Совет, одржани седници 6. Во делот на финансирање, значи постапките како што е наведено во програмата, дел се финансираат од заинтересирани физички и правни лица, дел од буџет на општина Битола, во конкретниот случај од реализацијата буџет, делот со генерални урбанистички план кој се одвива преку друго одделение, тие средства се одземени и остатокот се реализација за исплата на средства на членовите на Комисија за урбанизам. И во главно мислам дека тоа би било извештајот за 2024 година за програмата на изработки на урбанистички планови.
Ако Благодарам. Дали има некој нешто да праша? Јас имам нешто да прашам, да констатирам. Сите завршени постапки се во суштина урбанистички проекти кои се финансирани од приватни лица, така? Не од приватни лица, не се од општина Битола финансирани. Значи, тие беа 6, да, дури сега да речеме и од општински, ако има завршени некај постапки, тие одат преку нарачката нивна и финансирањето оди преку одделение за економски развој, значи не оди од оваа програма. Добро, следно прашање. Ниеден немаме и годинава донесен детален урбанистички план. Колку јас што разгледав во програмата. Да. И годинава немаме ни еден детален план. Добро. А иницијативите кои се прифатени за изработка на детални урбанистички планови, кои од нив се почнати со реализација? Затоа што стојат иницијативи кои се уште не се отпочнати за кои што не е отпочната постапка. Во моментот колку детални планови кои ги финансира општина Битола имаме кои се активни, пошто разбравме дека ни еден не е завршен? То треба да провериме во дело, значи инвестирање од општина Битола. Да. Значи 2 постапки се пред да али тоа е за ова година имаме 2 постапки што треба да ги нарачаме. Добро. И остатокот треба да се провери, кој дел колку се нарачени од општина Битола и во која фаза се наоѓаат, пошто во различни фази се сите како. Добро, јасно ми е дека оди по економски развој генералниот урбанистички план, меѓутоа дали имате информација до каде сме со студијата, со сообраќајната студија, пошто таму е закочена постапката за да може да оди во понапредна фаза. Не имам јас информација. Тоа е економски развој предпоставувам. Добро, благодарам. Толку. Некој друг нешто да праша? Можеме да преминиме на гласање. Уште еден став да кажам јас пред моето гласање. Значи, програмата е таа. Јас ќе усвојам оваа програма, пошто таа е така како што, мислам, ќе дадам позитивно мислење на програмата и се надевам дека в година ќе имаме поголем број на завршени планови, затоа што мислам дека и годинава, особено со деталните планови, потврливме. Благодарам. Да прејдиме на гласање. Кој е за? Со тројца за, констатирам дека точката е усвоена. Благодарам.